Дейм Дола. Не, Джими Батлер. Абе, ќе не утепаат, брат. Абе, немој Ќе не позвучност. одследат. Не позвучност. одследувајте планови за новата сезона имам Абе, многу. Бакетс ги носи у Мајами у финале, бе, брат. Пази по глава да не макнеш си. Ова појако и од претходниот пат рокна. Па мора да се вратиме со стилче како што Comeback. доликува. Како беа зборовите на големиот MJ? Don't ever underestimate the heart of a champion, тие Руди Томјановиќ. Или пократко, I'm back. I'm back, дечки, се вративме. Добро, летни одмори, едно друго. Можеш да го тргнеш. За денески имаме просеко, екстра суво бело вино, сортата Глера од Италија, пенливо, да. Cheers. Ај на здраве. Прочитав ова на етикетата и затоа се правам сега. Не дека си голем познавач. Се уште го имам истиот проблем. Втора сезона со ова со оваквото. Втора сезона е ова? Не бе, не. Се заебам дека ја мрзам сезони. Какви сезони, кои ти брои, нити ова, како се вика, ТВ шоу. Затоа и не гледаш многу серии, затоа што да, мрзиш овие сезони. Се плашам од обврзување, од комитмент. Имаш ноќни мори од времето на млади бунтовници, 3-4 сезони, 5 сезони, чекаш. 6, па после кој беа таму Дивиот ангел беше претходно. Хаос. Да им се заблагодариме пред се на драгите гледачи, пошто одговорија на нашиот апел, на твојот апел. Морав да пуштам апел, иначе безизлезна беше ситуацијата. Ов сезоната е предолга. Да. Добра е, веќе чим дојде до крај на септември, чекаме да заврши се диши некако. Пред да почнеме со прашањата, специјален поздрав дупатам. Ти ајде, упати поздрав. На моите соседи кои се голема поддршка на тоа што го правам со хитчек и на ова што го правиме од клупа. Рандом ми стига вчера голема порака, голем поздрав до Науме. Од комшија ми стига порака на Вибер, викам што се деси, некој проблем мора да е, пошто комшиски овакво, ако ти стигне. Да, само за тоа се разговара. Кога гледам ја теми за баскет и тоа добри, викам, фала многу Науме. Науме мора да е од Охрид, поздрав од Науме, или од Струга. Од старт еве интересно прашање, вика, доколку се воведе правило за 4 поени, која екипа би била најдобра во НБА? Колку би бил понизвесен крајот и дали тројкашите би биле неправедно покорисни од центрите? Па многу добро прашање. Loaded question, Loaded question и баш управо време се поставува прашањето, мислам управа доба на кошарката. Да. Затоа што сите све повеќе и повеќе фрлат од подалеку. Вака прв тим на памет одма ти доаѓа Golden State и Стеф Кари да ги кажеш. Па после ми доаѓа, не знам, Трей Јанг, да го кажам, Демиан Лилард. Али еве да го надополниме тоа со информацијата дека филипинците, односно филипинската прва лига, од оваа година го воведе ова правило како официјално и во Филипини има линија за 4 поени веќе и си играат они на тој начин. Don't give an opening. Are you kidding me? Oh my God. It was a 4-point shot. Мислам дека не е далеку ни NBA, ни светот од воведување на вакво нешто. Сега не знам дали многу ќе се поремети играта и ќе стане све. Ја одма сакам да ти контрирам. На тоа. Ја одма сакам да контрирам на ова, се плашам дека ќе стане All-Star. Да. И ќе се фрла и ќе се изгуби смислата на кошарката и мислам дека не би се вовело. Во НБА не гледам како би се вовело. Што знам, драги гледачи, они цело време бараат некој начини како да можда ќе воведат една година експериментално, ќе видат дека е ужас, па ќе вратат. Па добро, они експериментите ги прават во G-League. Ако нешто направат, прво ќе го направат во G-League, па ќе се види. На G-League, сега да не се лажам, ама можно е за All-Starот во G-League да направија нешто такво или ја нешто трипам. Па гледаш и на 3-point контест, нели ставија 4-point овакво. Ама пак, тоа е, не знам како ти кажам, тоа е така атракција. Турнаментот може да стават. Сигурно ќе биде нешто пробно, нема да биде така, еве. Ама за фундаментално за кошарката, за не знам како да кажам, за day to day утакмици не го гледам. Стварно не го гледам, а иначе нормално. Ја мислам дека ќе се зголемат обидите, ама па нема до толку затоа што се знае кој го има рейнџот и сите играчи си знаат. Работата е, брат, кога ќе западнеш у не знам 11 поена негатива,
И мислиш ке после те форсираш. влечи и форсираш и не играш ништо. Мене за тоа не би ми се свигало, пошто оно секако те влече за играчите тројка. од тој калибар на овие што ги набројав веќе ги чуваат од пред пола терен. Пресинг и не му се дава на него ни чист поглед ни од пола терен што се вика. Да. Сега друга работа е исто што самиот терен ќе треба да се зголеми. И тоа не знам скроз дали и па зашто. не можеш брат. Не можеш да ја направиш цела, не па нема да има цела корнер направиш, четврки. цела да е. Нема да има корнер четврки. Па Има нели е само глупо одгоре. тоа? Па малце е глупо, да. А рецимо доколку би се зголемил теренот, тоа ти дава многу појак спейсинг и за 1 на 1. Тогаш па ептен ќе се отвори работата. Да. И сега тука прашува дали би биле неправедно потиснати центрите. Центрите, а ја па мислам па нема. Мислиш ќе собираат повеќе од па падац? центарот цело време ќе може да игра слободно 1 на 1. А четворките мислам дека нема толку да се гаѓаат на тој процент да па не, да се направи математика како што е сега 3 против 2, нели, па викаат mid-range не шутирајте, не исплати. Мислам дека четворките нема да бидат до толку математички исплатливи, не знам. Ама и да биде и да се воведе, на која далечина плюс од тројката ќе се мислиш дека би се вовело и колку би требало да биде далечината? Па како е, ако е 6.75 коледж, а 7.25 NBA тројка, да. Исто за четврт. Метар? За 1 метар повеќе? Не, па не или само метар, за пола метар? Пола метар. Па тоа е Ама малце, пола метар. ја мислам дека. Да бе, малце шутираат пола метра подалеку, ќе видиш дали е малце. Ама не тие што шутираат и повеќе од пола метра. Да. Регулар, on regular basis. Можда метар треба да биде повеќе. Можда. А ти сакаш на пола да биде измеѓу па измеѓу тројка и half-court, да. Некоја половина измеѓу тројка и half-court. Па што баш да биде, ако веќе ти даваме 4 поени, да биде од далеку, да не биде минимална далечината. Добро, ајде да сумаризираме. Така. Ти си за или против? Па за екзибициски надпревари. За All-Star сакам за All-Star да видам да се воведе. Сакам за in-season турнамент нека пробаат, нека воведат. Ама за Лига се уште не. Али почнува у светот да се дешава. И пошто in-seasonот се брои, ја не сум ни за in-season. Како за прва тема, мислам дека е доволно. На кое место би биле Реал Мадрид, Панатинаикос, Барселона, значи топ евролигашки клубови, доколку би играле во NBA? Дали би се пласирале во плейоф? Така, ја и ти нешто многу не пратиме Евролига, да си кажеме и сме кажале, знаат гледачите. Да, ама треба на гледачите да им нагласиме дека оваа сезона хитчек влегуваме во сферата на Евролига. Влегуваме во сферата на Евролига со екипа и со дечки што си го знаат тоа. Да. Значи квалитетот ќе биде ангажиран е рајтер што прати константно Евролига, што ќе пишува ката дневно. Да. И ќе се прават видео тоа и сакале некеле ќе мора и ќе ги знаеме и квалитетот на екипите. Точно. Али за ова сум размишљал и мислам дека има неколку екипи во Евролига што би можеле, ама не на запад, али на исток да влезат во некои последни таму места во борба за плейоф. Глеј, еве ти ќе ти прочитам нешто, рецимо на Барса, ја така се погоди во кафич да видам 2-3 пати ланската сезона, дури играа Барса, па ги видов онака, играчите и ги познав. Рецимо, глеј, Саторански игра у Барса, игра Джастин Андерсон, Алекса Бринес, Джабари Паркер, Чимези Мету изгледа овој Мету, Јан Весели, Хуан Вили Хернан Гомес е овој. Значи играчи што се NBA играчи, ако споредиш за Евролига, ова е пун состав NBA играчи. Да. Ама и оваа година тек повеќе NBA играчи ќе има од било кога, мислам дека во Евролига. Во самата Евролига. Ама спореди ги брат со NBA калибар екипа, овие се све крајна клупа играчи. Така да, Ниеден нема од тука што лани тука беше овој речи го имаат... Рики Рубио беше лани, не знам. Кендрик Нам беше пример главен играч на Панатинаикос лани у титулата. Играч што се мачеше со повреди, на моменти знаеше да бликне, у NBA имаше некои солидни партии у Мајами. Сега една работа што вреди да се каже тука, што ја би сакал како поента да ја дадам.
вика за плейоф. Плейоф во истокот или Има бош екипи. плейинот што се Атланта, тие Шарлот, Чикаго. Марлот тие се екипи што се базираат така. Тре Јанке ваму, Ламело Бол е ваму, по еден играч има, другото и они се боранија, а да речеме евролигашките екипи се под конец играат. Па тоа нешто што они имаат врз NBA е тоа, тимската игра. Тоа што Пластично го видовме, објаснето како Денвер, како Атланта на Антич, како оние системски екипи, каде што Детройт, тренерот е тука, Сан Антонио. тренерот кажува што Да, како, да, а не не се PG ќе ја заснова земе па играта сте на бекови звезди, па едно друго. и на изолации, да. И би рекол дека во регуларна сезона екипи вакви би нашле начин како да доаѓаат до победи Сигурно. со овој систем. Нормално кога ќе доеш до екипа што е над тебе Даде ниво. на талент левел појака и плюс игра како што треба, тука нема збор. Ама тие седми, осми места... Секако одбраната, пример, на NBA екипиве и индивидуалната одбрана, спремноста на играчите сами, веќе кога ќе дое на плейоф ниво, мислам дека е далеку подобра на NBA екипиве него на Евролига, али можам да ги видам, ти викам, на исток, со Чикаго, со Атланта, со такви екипи, овие Реал, Барса и да добијат, зашо да не. Мене знаеш ли само што ми е страв? Мене ми е страв, не дај Боже, Обрадовиќ ќе падне таму на сред терен ќе папс. Да. Ти рачуне он играат по една утакмица Евролига, абе кога се в црвени Белград, ти рачунај секоја вечер 82 утакмици, посет по посет, да се дере да ги фаќа таму за ова. Ке скине конци човекот, не дај Боже. Разбираш? Алекса! Тука многу голема разлика. Кога да фатам Евролига, значи тренерите се алфа и омега и ќе си издереш неговото е последно. Апсолутно е, сега ремонт прави Обрадовиќ у Партизан, нешто што ја до сега мислев дека не е возможно да се направи. Сите 15, бришење од ростер, нови 15. Да. Викам, what the fuck? Како е можно онака таа екипа, а ете, поздрав до Аце, нашиот сарадник од Евролигата, што вика дека тоа се десило у неколку наврати и имале успеси, као овој Атаман со Панатинаикос и некои други екипи кроз историјата на Евролига, дека палело тоа и дека да, тренерот е вика, тој што е главен и кој ќе ја направи екипава по него фокус, екипава може у првата сезона да изгази и да доживее успех. Види, во НБА не може. Мислам у НБА дека тоа не може да се деси. Затоа што се базира... Освен се десило неколку пати Бостон освоја првата година, кога се формира Big 3. Мислиш, добро, да, ја за друго. Нешто за таква нешто. Јасно. Не, во НБА не може да е тренерот главен, затоа што НБА се е базирано на звездите. И се гледаат екипи кои што се со суперстарови. Да. Ти не гледаш екипа што играат тубаво, знаеш, едно друго. Сан Антонио никад не ги гледал. И покрај тоа што играа под конец. Да. И ти ќе му си издереш на звездата, ќе се скарате, посем тоа не иде на екипата, автоматски ти си крив. Не мора да се продаваат карти. Картите мора да се продаваат, ТВ правата мора да идат, значи се е базирано околу звездата што зима 60 милиона годишно. Видов на Инстаграм ми прелета така од некој дечко што игра у Мексико, мислам дека, али вика бев на тренинг камп на Орландо 2017, бев еден од 50 играчи таа година што игра на тренинг кампот као на Орландо, или 40 играчи, и вика јас сум поблиску до Леброн Джеймс него што вие или ординери човек што е блиску до мене. Сака да каже... тоа нели го кажа овој? Добро, да. Скалабрини. И овој истото го кажува. И вика, колку таму, нели 400-500 играчи има активни околу 500 играчи се моментално во NBA лигата, али вика, на светско ниво, сигурен сум вика, и како некој што го искусил тоа, што тренирал и што имал шанса да влезе, ама не влегол и што игра во некоја, да речеме, јака лига, во светски рамки, вика дека во NBA 50 до 100 играчи се врвни играчи, што се најдобри во светот, а од другите светски лиги лесно вика
100 играчи може да влезат уместо овие другиве од 100-то место до 200-то или од 300-400. Да. Лесно вика можеш да ги смениш и да не приметиш разлика. Интересно е ова. И вика, таму демек не влегува оној што е најталентиран секогаш и што најмногу демек може да даде, туку освен квалитетот и атлетските способности за кои имаат највеќе, како фитнува и највише според тоа, дали е маркетабл играчот, дали е како да го кажеме на македонски тоа, дали е дали го сака камера, ајде. Да, дали го сака камера, ајде. Тоа е веројатно најдобриот опис на македонски. Да продуцира хайлајци и така дали. Дали е маркетабл, дали го сака камера. Дали може лигата да направи пари на него. Ете така. Дали ќе продава дресови, дали ќе креира хайлајци. И демек тие играчи што влегуваат, а не се топ квалитет, демек лигата ги одбира според тој параметар. Идеме дале. Одиме понатаму. Драги гледачи. Да. Еве да прочитаме и од вас, драги гледачи, по некое прашање. Поздрав до Филип Николовски 13. Вика, градење на екипа низ драфтот со тек на време или драфтање на една звезда па многу трейдови до титула. Ова е као целокупна стратегија на една екипа на долгорочен план. Тука треба веројатно да даеме примери на екипи што ги составиле шампионските состави со тек на време, као Сан Антонио, например, го драфта Тим Данкан, после го драфта Джинобили, па го драфта Паркер. Целата екипа ја составува природно, по природен пат. Може ли фундаменталната разлика да ти ја кажам пред се? Па хемијата во екипата е фундаменталната. Не, и пред разлика. пред тоа. Работата е што? За да изградиш шампионска екипа строго преку драфт, потребно е многу време. Потребно е многу време, ама и среќа. Да. Ти Филаделфија бираше толку време при врвот, се погоди само Ембит. Само Ембит. И тоа ете и Ембит со повреди со едно друго. Го бираа Бен Симонс, топ проспект, ништо. Маркел Фулц, топ проспект, ништо. Джалил Окафор, топ проспект, ништо. Кога се збори за нив и Нерленс Ноел е нив топ проспект, ништо. Значи бираа они при врвот. Све ги роустаат Фулц и Симонс, а овие двајца малце се подзаборава. Джалил Окафор, втор, трет пик, кој беше таму, брат? Ако не и прв. Не, прв не беше. Да, беше у топ 3, да, сигурно. И сега, прво... И Ноел беше у топ 5, сигурно. Среќа треба да имаш, точниот пик да го избереш и треба франшизата да е спремна да чека. Да. Значи тоа е неколку години да си... Го тргаме тоа на страна. Тоа, значи редок случај. Да речеме дека драфташ звезда. И да ја драфтнеш таа звезда, не секогаш е гаранција дека ќе дојдат сите да играат со него. Зошто? Затоа што... Па е Леброн Джеймс у Кливленд, така. Првиот... И тоа Леброн Джеймс е генерацијски играч. Да. И никој не му донесоа. Не е работата за да му донесат, брат. Работата е што играчите не сакаат додат по такви клубови. Еве, земи го Пол Джордж. Да. Ајде, Джеймс е, нели? Да. Мега звезда, еднаш како живот се раѓа. Пол Джордж е супер звезда. Да. Во Индијана. Не може, не доаѓаат играчи, сите викаат, аби Индијана е вика поле со пченка, вика. Цела Индијана е пченка. Што ќе правам, вика, што барам таму? Додека големиве градови, особено западна обала, таму каде што времето е секогаш убаво, да. Сите зборат. Сите зборат, абе вика супер е времето, убаво ми е таму, знаеш, Лос Анџелес ми е супер за живот. Сан Франциско. Сан Фран. И да не е Лейкерс, да е Клиперс, ќе одат. Да. Разбираш? Големиве градови, Чикаго, Бостон, Њујорк прави, нели, претходно пред Кармело, каша попара беше со кој све плаќа, ама не е битно. Сакаат да играат во големи клубови, особено запад. Убава ера за Њујорк вака. Да. Моментално. И сакам да кажам дека и да имаш супер звезда, еве, сега да речеме посем Леброн, вторе Вемби. И мене сега ме занима како тоа ќе оди, кој ќе сакали да идат таму, дали ќе отиде некој, дали ќе може Сан Антонио да му донесе значително појачување на Вемби? И според мене ова е многу голем
underrated, значи не зборен или не толку гледан факт, кога се збори за екипи, сите зборат каква екипата, ваква, онаква е, градот многу има улога. Јута никој не ќе да игра, Минесота никој не ќе да игра. Јута, Стоптон и Мелон ги драфтат, толку Дерон Вилијамс го драфтат и Бузер го зимаат во еден трейд со Кливленд, каде што му нудат брдо повеќе пари, дупло повеќе пари, и овој ги сјебува Кливленд, он е драфт пик на Кливленд, и оди во Јута. Или треба да го преплатиш апла, затоа дечки исто овој како да кажам контекст треба да се земе ова во целата прича кога некоја екипа ќе преплати некој. Има многу такви екипи како не знам Минесота, Кливленд, некој кај што се middle of nowhere. Да, многу за него. Руди Гобер, не знам таму. Немаше да отиде. Едноставно немаше да отиде. Ќе чмаја во медиокритет и тоа ќе беше тоа. Джереми Грант. Портланд го потпишува 160 милиона. Некој случај кој има така, треба да се земе целата слика во контекст. Дека тоа е најдоброто што може они да го земат, ствари. Да. И ако не го земе и овој ќе ни отиде. Да. Али примери, имаме добри примери за природни екипи што стигнале до титула и у задње време. Например, Јанис и Мидлтон се Милвоки драфтани. Си освоја титула. Не е Мидлтон. Како бе не е Мидлтон и Милвоки? Детройт. Да? Тазе, мислам, рано е отидено... Добро, не е како од Звезда, нели, да. Ама многу рано е отидено Милвоки. Да, далеку од Звезда. Добро, после ги имаш и Денвер, и Јокич и Марей ти се Денвер драфтани. Точно. И они ти се природна екипа стигната до врвот. Лейкерс гледа цело време да направи шампионска екипа преку трейдови. После Коби, што е една титула и да речеш дека успеале у тоа. Портланд има убава екипа со Рои, со Хиберт и Лилард која доја. Па Лилард, Ламаркус Олдрич е уште со Лилард, Батуме таму, Весли Метјус. Да. Добро, они па немаа среќа после тоа со повреди исто. Да. Тука да би дошло уште една јака, па сега Звезда. Така играч јак да биде. Исто да Тексас, беа здрави, можам да кажам. Рој и Оден да беа здрави, ете ти шампионска екипа, ете ти династија. Значи, што заклучуваме за ова, дека стратегијата многу тога зависи од која екипа си, дали си small или big market. Зависи од тоа и зависи колку... И ако колку... си small market, може да и не ти преостанува ништо друго, освен да идеш по природен пат и да драфташ. И треба да драфташ многу добро. Тука GM-от е според мене најбитен. Пошто не можеш да дојдеш преку трейд до некоја голема звезда. Да. Ако сакаш во small market да ти дојде јак играч, мислам дека треба да имаш барем 2 јаки пика да драфташ. Ама Лилард у Милвоки зашто дојде? Гледа дека освоја титула пред него, гледа дека Јанис е еден од најдобрите играчи, што викаш има мега звезда, arguably the best player во лигата, и иде. Ама успротивно, ако е онака екипата добра е, ама тешко дека ќе отидеш. Не, и тоа е тужно. Да. Добро, следно имаме, па и ова може да се поврзе, колку улога имаат парите за да се направи шампионски тим, за деценијски шампионски тим, поздрав до Иван Милановски. Темава може да се поврзе со претходнава. Сега јас би рекол дека NBA пробува да направи да биде покомпетитивно со новите тие second apron и глупостите. Apron, како да ги наречам, како некои ограничувања, како мерки. Да, и тоа ми се свиѓа. Сега ако си фраер како што е овој на Бостон и ако увидиш дека имаш шампионска екипа, он е спремен, ќе ги плати тие, ќе отиде над Бога ми, границите. Онака сите имаат тешки договори моментално. И NBA сега го, да речеме, како се вика тоа, ќе го ограничи да не може да прави sign and trade или да не може, ако направи трейд, да земе вредност поголема од него, од тоа он што ќе го даде, пошто има од до. Не можеш сите долар до долар да ги мечнеш. Плюс минус некој има луфта. Да, па NBA ќе рече нема да смее да земе повеќе него ли што ќе даде. Има некои такви мерки што NBA се труди да биде колку што може покомпетитивно. Ама пак тие што имаат пари,
Ова е уникатна ситуација, би рекол, на Бостон што им се дешава. Шампионска екипа што ги потпишува сега сите што им се за нов договор. И Голден Стейт беа такви? Беа такви. Бостон, човече, Причард има тежок договор, Дерик Уайт, Джру Холидеј, Порзингис, поред овие двајца, Тейтум и Браун. Мислам, супер одлука. Браво за фраерот што остана фраер така да галантно да дае толкави пари. Да. Ама он што вика? Шампионска екипа, оваа сезона не гледаме дека некој се појача да не тепа. Да. До толку. Идеме со оваа екипа, фураме наредни, не знам, 4 години, разбира. 4 години. И тоа е тоа. Реприза на финалето, брат. Ништо чудно. Далас многу убаво Добро, се појача. не знам на западот што ќе се дешава. Не знаеме никогаш. Што ќе кажев, Денвер, Денвер за разлика од Бостон не ги платија битните играчи лани и прехлани и малте не ја растурија екипата. Како поминува лето, јас све поише паѓам на Денвер. Да, па нема. Ти го губиш KCP, го губиш Брус Браун и го потпишуваш Весбрук. Што викаат гласините по желба на Јокич. Ајде да видиме дали он нешто знае што ја не знам. Да. Ја од сопчево тука нема да се мера многу со него, ама сумљиво ми звучи, не знам. И Желко Обрадовиќ кажа, вика, која играчка Јокич нешто ќе каже. Добро, ајде. Кога нешто ќе каже играчка Јокич, вика, мора да го послушаш, вика. Да, послушам. Ја вика, вика, тренари, све тоа, ама кога он ќе каже нешто, вика, Јокича, вика. Ќе послушаш. Драги гледачи, ќе видиме, ајде. Пистонс шампионската, у која спаѓа тема? За парите и екипите? Па ете, да, без супер звезди, без... Па добро, Пистонс спаѓаат у таква екипа што со помалце пари ете освоиле, без плаќање на супер звезди. Да. Ако тоа мислиш. Да бе, да. Може и да си се овој дел. Добро. Пистонс, ама добро, они имаат уште некоја година после тоа, не се распаѓаат. Не бе, не се распаѓаат. И стално се далеку, брат, стално конференциско финале губат финале, седма утакмица од Сан Антонио. Они дури се појачуваат со Вебер таму 2006-2007. Не. Е шо не? Добро, он е на залез. Вебер не е на залез, него е повреден. Тешка повреда на колено и не е тоа. Тоа Мекдајс го зимаат. Исто и он е после јака повреда на колено. Максил не. Максил. Па им играше, старташе. Тоа е после. Максил игра со Леброн. После рашидвала се тоа. 5 поена, не е, брат. Максил е у составот со 25 поена у четврта. Леброн која ги буши. Тоа е 2005 или 2007? Ја гледав, не ни знам која е овакво. 2007 е тоа. Јас само тоа го знам. Леброн 25 е 2007. Ете, тогаш е Максил. И он е на него. Кратко само, вие ги обожавам вака како подсеќањаш. Сите, брат. Билапс, Максил, овој Рашид, Тајшон, сите се. Гледате ги на хайлајтси да пишете 25 поинтс, четвртина, сите се на него. Тоа беше ненормално нешто. Добро. Goes behind the back. 5 seconds. 4, 3, James scores. Имаме уште една убава тема. Поздрав до Павел Ваневски, вика играчи што не го постигнале полниот потенцијал во заграда Мегрейди. Ја би рекол Трейси дека не го исполни потенцијалот главно ради повреда. Да, не би сакал што ние би сакале да се осврнеме на играчи што немале повреди, да ги ограничат, ама имале голем потенцијал и не го искористиле. Пробувам нешто да најдам тука вака по некој Reddit теми или нешто. Ај, ако ти текне, кажи еден двајца, па ја да испукам со моето. Ајде, ја преска ти кажав пример за играчи као Кармело Ентони, например. За Кармело Ентони, тешко да го најдеме клипов, брат. Јасно се гледа што е разликата измеѓу Леброн, Вейт и него. Team USA, не, на еден клип точно се гледа цела разлика, да, илустративно. Многу е стар клипот, ова само вакви забегани као мене го no лайфери да кажам. Брат, нема куча во него. Леброн у теретана се со Team USA и Леброн им кажува вежба за кор. Значи тоа, знаеш дека го имам гледано. За стомачни, за едно друго. Вика ќе правиме пола минута ова, пола минута она, нешто глупост. И сега и Вейт пробува да го Леброн ги прави со нозе.
легнаци на овакво и со нозите гори тука, сум ги правил ја тие, смрте, и Леброн прави топ форма, све вејт исто, Кармело тапша, па има пола минута да ти седат увис, и тоа те кине. Да. Кармело со петиците е доле. Да, го имам гледано. Абе, викам, тука се познава, он кратенки бара на секоја вежба. И сега на секоја вежба кога бараш кратенки, утекот на кариерата, знаеш и тоа со колку се одразува. И кога ќе видиш Леброн стално камен. Да. Леброн е као ова Кармело као крофна. Кармело си е така опуштен. Како да кажам? Као Картер го зборевме. Као Картер. Да. Кармело и Картер ја исти кошбе ги стел. Кармело ја можам да ти кажам 1,5 до 2 сезони кај што е јак физички, таа е Денвер сезоната која идат конференциско финале. Со Лейкерс финале конференција. Да, и Нью Йорк првата сезона исто беше у форма. Толку. Другото е све пифтија. Си обожавал човекот, благичко, мрсничко. Тоа имам да го кажам за тоа. Ако имаш уште некој играч, па, кажи. веројатно све се заснова на тоа, брат, на желбата и да го искористиш максимум потенцијалот. Па Желко Обрадовиќ, ако не се повредите упрашање, тоа е тоа. Апсолутно. Ако го имаш талентот, посем тоа е. Па Желко Работа, Обрадовиќ шовика. Дечки има многу добар, мислам многу добар. Убав подкаст со него. Не со Обрадовиќ, со Един Авдич. Добро да он е гостин, да. Желко е гостин. Един Авдич прави подкаст. Прва епизода. Да, прво па Машко, него го викаат. И си го изслушав. До толку немаше нешто, ама еве вакви нагети, вакви стварчици ќе каже понекад, вика шутер, вика како се прави. Седиш у сала 500 мејка ги правиш на ден и ќе станеш шутер било кој да си. Точно. На мене ми се бунат, вика, играчите, јако ќе им давам по 100 мејка да направат. Посем тренинг. Многу има. Ти вика, ако доаѓаш само на тренинг и сидеш дома, да, нема играч да биде. Нема да се подобри. Ништо нема играч. да се подобри. Пошто ние шо правиме? Играме оние 3-0, 5-0, па некои си уиграни комбинации, ја што сум им ги цртал, вика да ги изиграме, па вика им кажувам, не знам, играме со Панатинаикос како да се застане Нан или како да се застане овој, и тоа е тоа, вика, тоа е тренингот. Ама ти треба да застанеш у корнер и некој да ти ги враќа и ти 400 шута да ги и шутираш, разбираш. И така се станува шутер. Да. Ако ти посем тоа капата на страна и сидеш дома и си искулираш едно друго, тоа е тоа. Ке тапкаш у место. Не знам, Брентон Дженингс вака дека го гледав преска на Гилз Арина, ми дојде на памет. Он Зенитот го достигна во руки кариера и обеќаваше многу и не испуни. Тие ми се тешки за предвидување баскетџиите. Не знам што ти, они ми е баш баскетџија. Така да не знам што да кажам. Да речеме, треба тука да се спомне Ајверсон, пошто он е ноторен антитренинг. Антитренинг, не практис, он не тренира. Тука мора да ја спомнам најаката. Само од Господ даден талент стига до таму кај што стига човече, без тренинг. Да. Абе луѓе за него, он играл баскет, ама. Негови тиммейтс. Какви причи има, брат. Вика цело лето ништо, вика иде по клубови и се заебава, вика седи до 5 са бајле. Джаморан ти е ист таков копија. Се по ново време. Можда. И вика доаѓаме на тренинг камп. На тренинг камп имаме да трчаме милја. Тоа е километар и 600. Да. Да видиме кој. Абе ја дроби милјата, вика. Ја дроби, прв завршува, не е ни блиску со другите. Само вика пиеше цело лето. Тоа ти и Јокич е такова, брат. Кој ќе видиш? Абе Јокич не се заснува на брзина, брат. Кој ќе видиш? На памет, на едно друго. Па да, ама и он е антитренинг, ја мислам дека. Според тоа што гледаме. Да. Можда он чекорот да го направи од аматер до професионалец работел многу. Нели имам и документарец правено кај што работел многу, не бил у форма ни еден склек да направи. Се довел у некаква форма и сега ја мислам дека као и он е свесен дека за нова ниво ја да одржам, не ми треба мене многу тренинг. Абе види,
едно нешто што се пренесува во секоја сфера, не само во кошарка, него во било која професија и што да работиш. Ако многу имаш тука, не мора многу да верглаш доле. Да, ама еве хипотетички да замислиме дека Јокич би работел ко конј 3 години и би се довел у некоја страшна форма, да може дупло побрзо да истрча и да е многу поспремен и да скока. Дали нема да биде најак? И Дончич чистово да направи. И па ќе биде бе брат. Зашо не го прават тоа онака? Не знам. Само мора да поентирам за Еверсон, пошто ова ми е омилена за него. Сите замараат со practice, тоа е веќе најизвикана ствар. Да. Айверсон му рекле дали новинари, дали овакво го седнуваат, знаеш, и вика, те критикуваат дека се уморуваш на крај, дека многу паѓаш на терен па се повредуваш едно друго и му вика, дали не мислиш дека ако идеш у теретана и малце ако креваш тегови, дека би ојачал, би бил многу појак и во дуели и ово им враќа. Знам за тоа, вика, ама отидов у теретана, тоа теговите многу тешки. Не се подкрева тоа. Да, го знам. Многу се тешки теговите и се откажал. Не е ова за мене. Не е ова за мене, рекол. За мене тоа е врв за Ален Айверсон, кој бил и шо бил. Освен usual suspects, поради повреди што не успеале, као нашиот другар, да го поздравиме, Филип Тодорчевски за Дерик Роуз и неговите потенцијали и повреди што го спречиле. Значи, тука се Роуз, Мегрейди, не знам, Оден. Тие стално се зборат, да. Хардаве и Мардаве, да. Јас сакам тука да искочам со еден контраверзен тейк. За кој дури ти ме искара да не го кажувам. Да. Не, абсурдно е, мислам, ама ајде. И го спомнав ја ова само во поблага форма на претходен подкаст. Да, кога зборевме за Јас тврдам Laker дека Special. Да. Јас тврдам дека Шек со сите успеси што ги има постигнато, не го достигнува неговиот потенцијал. 3 Finals MVP, 1 Точно. MVP. Точно. Годините во Лейкерс, каде што е, и после од Мајами првата па натака, многу му е деклајнот. Да, деклајнот му е многу нагли, многу му е шарп деклајнот, ама брат, у Лейкерс што поише би можел да постигне од тоа што има брат, постигне? Не ме заебај, никој не ја збори 2003 година Сан Антонио ги чистат. Значи не ги тепаат. 4-2 мислам дека таа. Ја мислам дека ги чистат. Не, 4-2 во втора рунда. Еве нека е 4-2. Таа иста екипа ти попара ја правиш претходна година. Уствари да, Лейкерс ги чистат. Лейкерс ги прават 4-0, а овие после 4-2 ги тепаат, тачно. Па добро, ама нели е тука некој плюс играч, Жинобили да не е, Паркер да не е. Ја мислам, корот како кор, брат, тогаш уште и Робинсон. Корот е тој, значи. 2003 Робинсон да не последна е. титула на Девид Робинсон е 2003, да. Да? Да. Таа е екипата. Ти го имаш Шек, го имаш Коби, па се карале. Океј, можда и тоа е дел исто од целата прича. Е дел. Сите знаеме Коби зашо му се љути на Шек. Тоа ради work ethic. Затоа што нема работна етика, а после сака он да ги има шутевите, допирите. Коби вика не може, ја работев многу јако. Тебе. Да. Нема да ти ја спуштам доле. Да, и ако го фаулираат после тоа кога ги промашува слободните, и тоа е проблем, разбираш. Пак ја кажам, ето, у некоја претходна кажав за него што рекоа, дека е ученик што ако малце поише учел, се журка, све и на крај ќе бил многу добар е. Да, иначе можел да биде првенецна генерација ако учел. Тоа е тоа што ја имам да го кажам за него, иначе ја би рекол дека он ќе беше во GOAT конверзацијата ако имаше подобар долга кариера, ако имаше нагло падна со после Мајами. Мислам во Мајами он падна. После титулата. Мајами ветја зима титулата. Они со титулата, не беше лидер во екипата. Тоа е тоа. Кој вака од звезди што добро Аринас исто е ради повреда? Он е ради повреда. Звезди, не би рекол, ја повеќе можда втори ешелон можда ќе најдеме поинтересен некој.
Па играчи од типот на Ентоан Джеймисон, не знам, пример, биле многу хајпани у коледж, па влегле као високи пикови, па не исполниле толку колку што се очекувало од нив да бидат прв ешалон над звезди. Добро, очекување од коледж е друга ствар, да. Ја би рекол да знае да изигра партија, Еве сезони. сега тазе пример ни е Диандре Ейтон, на пример. Играч што не ги исполнува ни очекувањата ни потенцијалот. Он го нема кучето у него. Нема. Значи он гледаш дека на моменти Он е има пудлица. сирови бројки, ама го нема во него. Кога идеш ти на пресконференција и викаш I bring dominance, I'm the dominator. Да. И со таков тон на пудлица, what you bring to both sides of the floor and to the team in general. Dominance. I bring dominance. My name is Dominating. како бе друже ти се осмелуваш ова да го кажеш? Некој го немаат у него и тоа е у нив и тоа е тоа. Едноставно. Затоа играчи како не знам, Джими Батлер, Джими Батлер кој што 35-ти пик. у талент 30 кој пик. ќе видиш не е тоа. Све е на Ти Уил. кога правевме видео или правевме за Батлер или за брат, не знаеме како ги даа кошевите. Бе. 25 поена по утакмица, На 20. сила. Овако, не знаеме како ги дава. На волја, Тројка на сила. нема. Да, на сила и на волја, да. Цело време е у рекет, па се гура, па се прави, па се овакво ќе ја стаи. Неубави кошеви. Неубави грди кошеви максимално, ама ете, контакт, сака, игра. Да. Ќе фати офанзивен меѓу Патри двајца Беверли центри. нема ништо. Ништо. Нема никаков талент. Еве го, окей, сега е во како Надвор од се вика, лигата. надвор од лигата, ама он од надвор од лигата дојде до Да, он и милионски почна договори. надвор од лигата, Олимпијакос игра Да. на почеток. Па дила дроги, па не знам што за да се снајде, за да крај со крај да не знам врзе. за ова. Да. Да бе, дила дрога, он си Браво, кажа. браво. Дилав. Ех, мој дили. И се рачуна, Ја, оно рисам. таму доаѓа ваму игра 10 години игра, не е тоа дека еднаш како земали и тако дале. Да. Тоа е, некој го има, некој го нема. Пак ќе кажам, кога ќе се затвориш Карл у Ентони сала, Таунс. Карл Таунс, кој Исто што го сам нема. себе се как Ај. почна и сетот да се еве не е Таунс, еве нека не е Таунс, нека е друг. Да Чекај, не ќе продолжиме. кошаркарските богови. Збореше? Еве го принаместивме сетот. А Таунс кој што сам себе се рекламира како најболje Што се случува? гледач? дали е ова знак некој? Абе свртија таа поубаво нека A few moments later. е така. Е, Ме се чешаат надеваме патиките дека- бе, сака да си изигра некој баскет, не Па тие заебавај. не си играл нив колку време? Па сакаат да ги 7 години. да ги зачиста малце, да ги од прашина. Таунс. Карл кој што се рекламира како најбољи висок шутер, Да, Big најболи man. shooting big man Big man. in the history. ја мислам дека он има огромен потенцијал, No, for sure. ама и кај него, не знам како да кажам, И он е мача, брат, и он не е мекано куч. оди све, да. И он е кет. не е. Он требаше да биде лидер на Минесота, кога беа он Лавин и Вигинс, уште на времето. Они не И влага у кога он плейоф. беше лидерот, Минесота не беа никаде. Дојде Батлер, Прва сезона кога Прва отидо у сезона, плейоф, да. беше со Батлер. да. И ги собрал тие резервистите И и ги ги правил пепал прва попара екипа ги ги направил бра. на тренинг. Да. И Тоа тука се ти кажува, кажува, брат. И за Тука Лавин, се- и за Вигинс, и за него. Да, За сите у тројца. комплет. Комплет. Потврдена прича и од Да, да. Джеф Тик. Јес да биле млади, ама. А Джеф Тик многу интересен лик за слушање. Па Легенда. најболе подкаст има. Најболе Легенда. подкаст има, да. Од играчите. Само тоа читав, пример, на Reddit викаат, па викаат да, он е веќе пензиониран, може сега што сака да каже, не може PG вика да збори како него. Пол Да, Џорџ не да, може да збори да. како него и после Не му ќе личи, отиде на да. тренинг за тие што ги плюкал. Не му личи, да. Сваѓаш, не може. Затоа и Аринас може да си дозволи така да, Арина веќе све може да се Ле, дозволи. као Доналд Трамп е. Да. Ете такви играчи има, Такви вака кога играчи. ќе се ако фатиш да размишляш ќе дојат на памет. Да. Ајде дали имаме нешто?
Имаме неколку интересни факти Да, тука. прелетај ги, ајде ти. Ајде, вика Феникс Санс е екипата со најмногу победи во последните 4 регуларни сезони у лигата. Ова е куриозитет. Да. Екипа што нема освоено титула, а има 209 победи во последните 4 сезони. После нив се Бостон, шампиони лани, после Бостон се Денвер, шампиони прехлани и после нив и на четврто место се Милвоки, шампиони во 2021. А пред сите нив е Феникс Санс што ете стигнаа до финале, ама не успеа да победат. Добро, види, има разлика помеѓу добра регуларна екипа за регуларна сезона, која што знаеш дека е составена од озбилни играчи, односно има многу озбилна франшиза, поише би рекол, организација и тренери. Со тоа што падна целата франшиза и целиот концепт сега се стави акцент на суперзвезди. На суперзвезди. Небитно, Зек Лоу има многу убав израз. Вика, има играчи кои што се флор рейзери, односно го подигаат подот на екипата, и има играчи кои што се силинг рейзери, го подигаат плафонот на екипата. Такви играчи има да речеме Милвоки со Јанис, да речеме Јокич и Флори силинг рейзер, не е битно, додека Феникс е екипа со висок под. Значи, озбилна екипа, со многу сетови, ти текнува кога ги цртавме акциите, секое видео Феникс, беше Феникс, брат. Да. Све под конец нацртано. Арно, ама кога ќе дојде плейоф, они до финале стигна, доаѓа екипа која што е благо поталентирана. Малце ги делеше нив. Па малце, да. 4-2 сепак е серија, они 2-0 воде, ако не се лажам. Да. Малце, али ете, толку треба. И сега тука тие флор рейзери, силинг рейзери ги ставаме, ете, Атланта кој што беа одлична регуларна сезона. Такви добри играчи, Биби, Джо Джонсон, Джо Смит, кој да беше тамо, Джеф Тик беше. Ама ќе ти дое Леброн, тоа е тоа. Тоа е тоа, да. Атланта, ја би рекол, 2-3 сезони беа на врв, да. На врв на лигата у победи. Орландо у праймот на Хауард исто беа исто. Системска јака екипа со Туркоглу, со Джејджеј Редик, со Нелсон, Джеф Ван Ганди, под конец беа и они. Да, Стен Ван Ганди, со Стен Ван Ганди. Они беа исто стално е под конец кај него. Под конец екипа. Што нема ете и они до финале, ама добро. Рековме ќе прелетаме, се задржавме. Добро, за ова баш имав што да кажам, така да. Така, Леброн Джеймс има 8 утакмици во цела кариера, single digit games, значи што има испод 10 поени постигнато, само 8 во 22 сезони, а има 14 PS-ки или PS+. И ова е уште еден зачудувачки факт. Буквално повеќе PS-ки него ли? Искрено не ме ни занима колку PS-ки има. Има само 8 утакмици испод 10 поени во цела кариера, човече. 1400 утакмици има изиграно, има само 8 утакмици испод 10. Немам што да додадам, онака терена наредно, не знам. Лудница. И за наредново нема што да се додаде. Стеф Кари од 2009 до 2016 шутнал 3600 тројки и погодил 44,4% од нив, а тоа е повисок процент од career field goal percentage-от. Значи за field goal со се положувања, куцања, поле, да. Поле. Кроз текот на цела кариера на играчи како Весбрук, Харден, Лилард, Пол Џорџ, Ален Айверсон, Джейсон Кит. Значи овој шутира боле у 7 години за 3 него што овие наведениве шутираат од поле. Поблиску. Добро, поле е и тројката. Е и тројката, ама е и двојката. Ама на Кари да му ја земеш двојката ќе биде многу повисок, ја мислам дека овој процент. И уште еден податок имав и јас. 2008-2009 Хозе Калдерон пуца слободни, така беше нешто 2-3 промашува од цела 151 од 154 слободни. Ова е највисока Тока баут слободни фрлања, да, ова е рекорд. Највисок процент на слободни во NBA историјата, 98%. А на другата страна на спектрумот, додека ти го флешнуваш логото, на другата страна на спектрумот, сосема спротивно,
2000-та 2001 Бен Валас го има најнискиот процент 80 од 238, 30. тоа е 33,5%. 33% човече. А овој Бен Симонс му го нема срушено рекордот? Не можеш од 33%. Ја имав на слободни 40%, човече, не ме заебај 4 од 10 професионален има. кошаркари да не можеш 40%, не да не можеш од слободни да даеш човече. Па на турнири што идеме, секој дете онака у публика што ќе дојде да му даеш 10 слободни, ќе дае 4. Не знам, не коментирам многу за ова, пошто на тренинг попара прават овие. Абе, не И сите знам. зборат, не, сите кажуваат. Да, Бен Симон сега пак е трендинг дека пре попара на 5 Да. на 5. Ми се свиѓа проба да ја Да, публиката да пробурам, ја да. заголицкаш малце со видеото од Весбрук. Секоја сезона истото видео. Тие се двајца. Да, Бен Симонс и Бен Весбрук. Симонс и Весбрук со новиот шут. Да. Што ја да заголицам ти? Плата јас вадиш тоа 2 години. бе. Јас стално америчката публика ја Да. голицкам со тоа. Дали Весбрук има нов шут, дали се претвара у снајпер. Да. Веројатно последна Да, тема што стигнавме до ќе крајот. ама оваа ќе ја разглобиме, така да останете така, драги Не гледачи. сме до крајот. Да. Од комшијата Науме. Да, ова беше од него, ја оставивме вака за подоцна, пошто ќе се задлабочиме малце, мислам дека. Вика Америка против остатокот од светот. Од каде доаѓаат подобри кошаркари во моментов? Кој би победил ако има надпревар? Ова се шпекулираше дека може да се направи на All Star. И моментално ја мислам дека е покомпетитивно од било кога, и не само што е покомпетитивно, него ти пример Да. би го правел. Ја сум дека остатокот од светот ќе добие. Ете, ти би за тоа би Да правиме по една екипа од Америка и од светот со моментални играчи. Чисто вака фантази кои би биле. ти да ги земеш светот, ја да ги земам Америка да правам. Не бе не, еве Него? двајцата да составиме една екипа од светот и од Америка. Пиши ги одма прва петорка Дончич, Јокич, Анте, Богдановиќ, Вембањама, Порзингис, Марканен, веќе дојавме до тие, Шеј, тие Канада. Шеј апсолутно. И Джамал Маре ти е Канада. Се Ембита кога го изоставиме затоа што се декларираше како американец, ќе го тргнеме од остатокот од Мизерија. светот. Ќе го оставиме во Америка. Јас се мислам како во знак на бојкот да го тргнам и од Америка. Да, може да го тргнеме и од Америка. Па стварно. А сега, не можеш ти да бираш што си, разбираш. Да. Ја ако се изберам како Сан Марино, може да и у стартна петорка ќе влезам. Јако е шо. Разбираш. Да. Франц Вагнер, веќе Па добро. влагаме тука, влагаме. Па он ти е прв играч у Орландо, 19 брат. поена по утакмица. Па секако ќе влезе у 12 у светот. Од Франција Гобер, треба да оставиме и Гобер. Многу центри, многу на центри мавна. Фиши го и Гобер да појача на одбрана еде. Ова го ставаме за коментари, за да не плукаат Да, како сме го да. стаиле. Според Шек најлошиот играч во историјата на NBA. Да. Кажи вика 2, Уолт. 3, 4, 5, Руди 6, Гобер. 7, 8, 9, 10 имаме. Ни требаат плейови бекови. Па Бојан Богдановиќ. Бојан Богдановиќ. Па не е нокдаун веќе шут. у Старе. Зенитот. Старе. Жими Абе, све. Марканен ти е шутар, брат, шо ти? Жими све забораваме некој. Е, па нели отвори стац? Отварам стац, гледам. Ја сепак Шродер би го ставил 12 играч. Ајде, немаме мали играчи. Абе, пиши го 12 Денис Шродер. Замена за плей. Добро. И како гласи екипа ајде на брзински? Дончич, Јокич, Антето Кумпо, Шеј, Вемби, Джамал Мареј, Богдановиќ, Марканен, Порзингис, Франц Вагнер, Гобер, Денис Шродер. Коска екипа. Но сум само уверен у светот. USA. USA за колку пократко ќе го склопиме? Ле Кептен Америка прв пиши го. Ќе го ставаме? Е па ако не го ставиш нема, дуре се уште тука да го пишеме. Леброн, Кари, Дурант, KD, Ент, Букер, Ентони Девис, дали прва петорка. у 12-те? Прва петорка не у 12, Ентони Девис ти е стартен центар, кој ти е место него? Рековме ќе го Ембит бойкотираме Го Ембит. бойкотираме, да. Ајде.
Бема Дебајо треба да опишеш. Не, чекај малце. Джими Батлер, мора да влезе Джими Батлер. Тейтум, мора да влезе, брат. Тейтум влезе, мора да влезе. Джими Бакетс. Чекај, брат, пред него. гледај сега. Јас сум за него. Пол Джордж. Ма сум за ПГ. Ама не. Джими Батлер ја го зимам пред Пол. Ако е некоја, Не. ако идеме у војна, ако треба да се сретнат Америка и светот, дај ми го Джими Батлер пред стој Пол малце Джордж двајца одма. да ти давам сега. Джейлен Браун, Кайри Ирвинг. Шо правиме? Кайри Ирвинг. Дейм Дола. Не, Джими Батлер. Абе, ќе не утепаат, брат. Абе, немој Ќе не позвучност. одследат. Не, одследувајте многу добри планови за новата сезона имаме Абе, многу. Бакетс ги носи у Мајами у финале, бе, брат, 2 години, 4 години у конференциско финале, Абе, добро, сам бе ова збориме као за талент, за хартија, Абе, за не пошто како оваа за утакмица хартија. нема да се деси. Абе, Джими Бакетс прва петорка ќе игра у Америка у овој состав ако се деси утакмицата. Ако се деси, пази, чекај малце, еве да речеме. Чекам. Ако G6 овие речат, еве сега ставаме пари да се деси ова. И ако е крвнички тоа да се деси и да стварно да играат и да морат најаките да искочат на паркет и најаките 5 да завршат утакмицата, Джими Батлер е на паркетот, брат. Немаат 5 кучиња пред Джими Батлер. Ако нема талент и оне на волја, мора у 12 да влезе. Добро, ја го ставам Кайри и сега треба да влезе и ПГ на талент, брат. Па Джейлен Браун е пред ПГ at this point. Дали? Добро, и двајцата, имаме место. Па пиши го Браун. Ај вака ПГ Браун да видам колку имаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Чекај да видам да не испуштаме некој. Затоа што Харден му е помината причата. Ти рече Дейм Дола не. Тайрис Мекси е млад. Идам по овие ППГ дечки од прошла сезона. Ако немаме кој, Дейм Дола ќе треба да оставиме. Чекај малце. Бема Дебајо, Харден. Имаме ли високи играчи? Па Карл Таунс, ја за тоа реков. Не Карл Таунс? Хали Буртон него ставам. Баш кон нели од негде од Доминикана, од негде од Бахамис. Да, грешка моја. Таунс. Доминика, да. Доминик. Грешка. Па онда Таунс треба остатокот од светот да оставиме. Дечко, стварно бе. Тргни го Порзингис. Не, Гобер тргни го, стај го Таунс. Место Гобер? Па Порзингис е добар рин протектор. Франц Вагнер. Да. Франц Вагнер, место Порзингис убаво кажа, брат. Кет место или Порзингис или Гобер или... Најобјективно треба место Богдановиќ, ама ајде. Што? Шо? По ППГ ако гледаш. Не гледај по ППГ. Ти треба екипата шутер. И ово е најбољи бигмен шутинг. Да. Место Шрудер треба. Не, многу центри, многу на центри удривме. Треба да е плејабл екипата. Како не бе Јокич, Вемби, Порзингис, Марканен, таму ги наредивме 10 души се центри. Кат место Порзингис. Ајде. Ти викаш. Или место Вагнер. Ја место Руди Гобер ќе останам. Да се разбереме. Ајде место Руди Гобер. Ајде. Да, место Руди, ајде. Добро, и ни фали туку уште еден. Дейм Дола. Да, пошто не наоѓам некој што е боле вака од листава. А чекај, ПГ го стај? Да. Па Дейм Дола пиши го. Ама ги ставив сите што... Па нема центарска, многу се слаби на висока позиција американците. Ентони Дејвис само. Само он. Па сега гледаш што ти кажам, значи може да ја направиш екипата како сакаш на талент. Како да вадиме сега од маливе. Па ти викам ја, Бема Дебајо мора да оставиш. Место некој мал. Ајде ти Јокич, Девис не може со Јокич да се справи, а не камоли со остатоков од екипа. Ја затоа не ги сакам овие работи се. Ја затоа кој со кој може да се справи. Затоа сум 100% сигурен дека доколку би направила NBA All-Star USA vs World, светот ќе тепа by far. Адебајо треба да е место Батлер. Ако сакаш Адебајо да се стави, треба место Батлер да биде. На талент. Адебајо е втори играч, Батлер е прв играч. Ама ти кажуваш утилитарно да се стави во улога на центар. Не ни треба Дейм Дола у оваа екипа.
Го имаме Ирвинг и Кари. И Букер, и Ент, и сите. Еве, ајде, ти си секако поентузијаст за овие. Кажи уместо кого да го ставаме да е Бајо и ќе гласаат драгите гледачи. Кој ќе победи? Кој ќе победи? Стај го да Бајо место... Глеса, ја и примери здрав Кавај Ленард би го стел пред ПГ. Ај ќе гледаме како што се. Кавај Не е здрав, а? Па не е веќе. Не е веќе. Нема ни да игра, ни да... Иначе да, апсолутно. Апсолутаменте. Да. Стај го да Бајо место Дем Дала и тоа е. Плюс ке обушату одбрана Лилард. Дечки, ова се тимовите, ги имате на екран. Ја за да појачаат одбрана и карактер американците и Џру Холидеј место ПГ би го ставил. Па ПГ, не. Одбранбен е, шо, и напад и одбрана е, све е. Добро, ајде. Еве, ќе ги ставиме тука од двете страни, две екипи. Ги имате на екран, гласајте, коментирајте доле кај сме сгрешиле и која екипа ќе победи. Кој ќе победи. Добро, ако... Јас сум за светот, ти? Не знам, стварно. Шо не знаеш, бе, брат? Шо не ти е јасно Америка. овдека? Америка, брат. Мора да идам со Америка. Због чему? Због клупата. Клупата се Шродер, Джамал, Кат, Бе, Франц, Шродер е Порзингис. 12, бе, брат. Значи ти ми избориш кучиња, мучиња. Кат, Порзингис, Франц, Марканен. Не. Абе, Богдановиќ и... Богдановиќ, не. Тука ти е клупата. Мареј, Богдановиќ, Таунс и Марканен и Порзингис не се... Само да знаеш дека тука ти е клупата PG, Кайри, Батлер, Тейтум, Бем Адебајо. Таа е клупата. Против Марканен, Порзингис, Франц, Кат, Мат, не. Тим USA. Гледа сега, пази се. Колку минути игра стартната петорка на утакмицата? Ако правиме сега цела ваква реконструкција у International Play, колку минути, колку минути во NBA утакмица играат главните играчи? 40, така? Ако ги ставиме овдека, 38. Да. Ако ги ставиме у оваа утакмица, дека главните играчи. Да. Значи првата и втората звезда. Не. Другите не прва петорка, не. Игра, карикирам сега, Јанис и Лилард. Другите не. Во составот на Светов, ако ги ставиме Јокич, Дончич, Антето и Шеј, дека ќе играат и Шеј, не Вемби, и Шеј, дека ќе играат по 38 минути, на утакмица 48 минути, никој у светот комбинирано не ги победува. Тоа е мислење. Шеј. Вемби ти е тебе прва постава, да знаеш. Прва постава ми е. Против MVP... Ентони Дейвис ки игра. Добро, само да знаеш. на MVP rankings во NBA изминативе 4-5 години Лука, Јокич, Антето и еве го Шеј у поново време ти се у топ играчи. Они се носители на нивните екипи. Ама сега правиме муабет, силингот, тоа што го зборев пред некоја тема, плафонот на овие играчи заедно, дали е повисок од плафонот на KD, Кари, Леброн, Ентони Дейвис и Ентони Едвардс, пример. Истава екипа на американците тешко излеза на крај со Србија на Олимпијадава и со Франција. Ако правиме така... Ама дали не беше истата? Истата беше. Кој фалат овдека што беа на Олимпијадата? Сите што беа на Олимпијадата ги имаме и ние овдека кажано, освен Џру Холидеј и Дерик Уајт. Ние појаки имаме стајано. Ама истата екипа ги испердашија у групите. Србија. Не ми ги гледај групите. У групите, според утакмицата у полуфинале, ја ти тврдам дека групите било тактика на тренерот. Да ги одмараме. Што ни ја ни ти не можеме да тврдиме ништо. Ама со Франција шо се деси? Нека одлучат драгите гледачи. Со Франција шо се деси? Истава екипа на американците, со Франција на крај едва излезе на крај. Со хероик перформанс на Кари. Немаат, многу се слаби на центарска позиција. Јокич, Вембањама, Марканен, Кет,
И дробат. Адам Силвер се плаши ова да го организира. Адам Силвер се плаши ова да го организира зашто ќе ги испердашат. Еве, оставам на драгите гледачи нека одлучат. Јас за тоа и контрирам јас. Нека има вакво. Да. Пишете доле што мислите вие и кај изгрешивме во изборот на играчи. И се гледаме у наредна епизода. Мислам дека ова е добра тема да се заврши, така да се гледаме у наредна епизода. Peace. Peace out.